Време за малку убава поезија. Прво да им посакам добро утро на нашата гостинка и на Слободанка. Добро ви утро, мои дами. Добро утро, драга Искра. Нашата гостинка веќе има можност во промото да ја слушнат нашите гости, но и официјално да ја најавам. Славица Дабевска-Кировска. Добро утро. Добро утро. Да ве прашам веднаш, со оглед на тоа што утрата на многумина, вклучувајќи име и мене, не ни паѓаат многу лесно, ги доживуваме така малку емотивно, со потешкоти, особено понеделничките утра, па да ве прашам вас со поетски жаргон или од поетска гледна точка, како вие ги доживувате утрата? Утрата за поетот се доживуваат дека запишуваат денес мигови за вечност. Секое утро е миг за вечност. Кога срцето се отвара и кога душата ги запишува миговите што се создавале во текот на ноќта. Епа, Слободанка, ако мигот во утрото е вечност, тогаш нашата 3-часовна утринска е што е повеќе од вечност. Така, Искра. Ајде, повелете, сигурно имаш, Слободанка, многу прашања. Ти благодарам за најавата, ќе ти посакам убаво понеделничко утро. Да Со мене ќе ти биде уште поубаво после кафе кога ќе си пиеме заедно. А јас морам да ти се пофалам, Искра, и тебе. Морам и на нашите гледачи, затоа што ние си имаме еден тетовски ритуал, домаќин лук, така наречен, затоа што кога одиме некаде, не сме она што зборуваат, да кажеме, цици под наводници. Ова е доказ дека тоа не е така. Еве каков подарок се носат тетовци кога одат некаде. Сладко, едно прекрасно пролетно цвеќе лале, од мојата драга гостинка. Ова е навистина, да, во тон се, и нејзините книги. Што убаво. Кои ќе ја надополнуваат мојата дневна соба со книгите кои што со задоволство Ништо, Слободанка, твоето утро е поубаво од моето, дефинитивно. Да, се откажувам. Но ќе ти го разумава малку подоцна и твоето да биде уште поубаво. Добро утро за гледачите, од мене добро утро и многу ми е драго што сте дел од нашата утринска програма, затоа што доаѓаме од Тетово. Еве кажав каков е нашиот тетовски домаќин лук ритуал. Јас многу благодарам за овој подарок што ми го разубавивте, како што каже Искра, утрото, што ми е многу поинакво, понеделнички, и се радувам поради тоа. Поетеса, поет, поезија, кога ќе споменеме поезија, веднаш не асоцира токму на тоа, кога убавата мисла и сите оние доживувања што си ги имаме во себе, ги преточуваме во една убава поезија. Дали ќе ми дозволите, Славица Дабевска, Чировска, ние чето знаеме убаво да го кажеме, да прочитам нешто од вашата поезија? Би ми било драго. Така. Ајде да ви кажам и добро утро, уште еднаш вака јавно. И за убав почеток на денот, еве за една плетенка. Коса во плетенка и оваа студена утрина, различна од онаа вчера во безсознание, сита од човечка грубост и острина, само траги на неа непотребни од востание. Почивај на левото рамо заслужено денес. Секоја болка знаеш достојно да ја понесеш. Храбра си, плетенка моја, во овој претрес. Се бориш само достоинственост да внесеш. Сакаш убавина и мир во очи да редиш. Зошто не ја препознаваат твојата болка и повик? Зарем толку тежина можеш да понесеш? Зарем не гледаат во твојот болен извик? Плетенка, знам дека си повредена и покосена. Полека, но сигурно во темнина и тунел внесена за мене, стои тука на левото рамо украсена со плетенка за денот кога мирно ке говориш дека си спасена. Ова е една современа, прекрасна, убава поезија, ќе доделиме и на наш гледач, токму ова плетенка исто ќе се најде во рацете на некои од нашите гледачи кои сакаат поезија. Ајде, сега ние доста зборувавме, ќе оставам на вас. Од кога ја засакавме поезијата и од кога сме со поезијата? Како започна вашата приказна? Со оглед на тоа дека имате многу награди до сега. За наградите покасно, почетоците започнуваат од моето пето оделение на еден конкурс од Градската библиотека Кочо Рацин на тема Кочо Рацин. Го прочитав одејќи на кај училиштето Маршал Тито
беше објавено на излогот од библиотеката дека конкурсот може да го пропретат само по голема возраст. Меѓутоа, библиотекарката Марија, на која што редовно носеше тука ознака за неа, дека се вика Марија, вели, Славица, често навраќаш, слободно земи учество во конкурсот, иако си премала за тоа. Јас така се охрабри, велам, па добро, знам некогаш да запишам некаде во моите тетрадки по некоја реченица, па добро, Кочо Рацин, големо име, па дали ќе можам јас да се носам? Појдов во училишната библиотека и на библиотекарката во училиште и велам, освен Бели мугри, имате ли некоја друга книга за Кочо Рацин? Вели, еве Славица, оваа дебелава со дебели корици. Ми ја извади книгата, појдов дома, разлистувам и оставив настрана и велам, да, па ќе можам да сложам еден текст за Кочо Рацин. Го дадов. Конкурирав на конкурсот, после 20 дена ме повикуваат од библиотеката, преку училиштето се поврзала, јас прва награда. Браво. Кочо Рацин, на тема Кочо Рацин. И од тогаш започнува приказната. И така, од тој момент... Се нижат песни, така, поезија. Некој полет, некоја возбуда, некоја радост. Но, сето тоа трае некако прикриено, затоа што тие се само мој, лично мој, и стојат во фиоката на спомени. Никој од моите дома не знаеја дека јас сакав да запишувам, да творам, да создавам. Го чувавме тоа како една тајна од своите. Тајна, но во споменарите што се водеа како деца од другарки на другарки, и јас наместо која е твојата симпатија? И јас книгата. Тие ме погледнува, велат, Лиле, ние не те прашуваме за книгата, тие беа првите почетоци на љубов. И така се со некои филозофски мисли гледам дека кај мене постои некој сегмент кој што малку се поразликувам од другите и сакам денот поразлично да го доживеам. Јас би сакала и да ги представиме, еве, барем овие книги кои што ги имаме напишано досега. Кажавме, значи, од мали нозе. Тоа веќе можеме да кажеме... Ова е само дел од напишаните книги. Ке може да ги покажеме, Повелете. Делот, како што кажавме, делот на напишаните книги. Само звездите знаат, ке... Еве, мојот колега доаѓа тука во близина е да ги покажеме колку прекрасна и насловна. Самиот наслов, меѓутоа и самата корица одсликува нешто што не тера да отвориме, да прочитаме оваа прекрасна балерина во занес, во незините занеси, само звездите знаат. Исто така ќе кажам дека и ова е нешто преубаво, венчаница. Еве, може да погледнете гледачите. Венчаница. Душа која грее булки покрај пругата. Се сеќаваме сите на булки покрај шините, покрај пругата. Поправилно говорите македонски. Така. Преубави се, сигурна сум, со толку многу убави приказни внатре. Меѓутоа, сега не можеме сите да ги раскажеме, затоа еве ке знаат гледачите зашто ние тука зборуваме и вашето име да си го знаат. Знам дека знаат повеќе имена, меѓутоа еве за оние кои можеби досега Славица Дабевска-Чировска, која пишува преубава поезија. Пишуваме и за градот Тетово, пишуваме за сето она што, како кажавме, нели ни лежи на душата, и ноќта е таа која размислуваме што е она утрото што ќе ни донесе, па за да го запишеме. Што е она на што најмногу се радувате, што досега сте го постигнале како за вас голем успех во поезија? Јас сакам само претходно да кажам дека во ова дел од моето творештво недостасуваат двата мои романи. Тоа е Зелениот капут, кој што заврши третиот тираж и затоа не бев во можност, немам ниту еден примерок да донесам. Следниот пат и Срна, која што е надоврзување на Зелениот капут. Во тие две книги е збрано тетовскиот стил на живење. Се она што тетовци како го од самото нивно раѓање до сите нивни празници кои што ги поминуваат големи, Великденот, Водици, крштевките, славите дома, се е тоа споменато низ една биографија на едно девојче, која што се вика Сара, и
незината другарка Јана, која што сосема поразлично живее од оваа, која што има малку пооскудно детство, и тука се прави паралела помеѓу Јана и Сара, за да на крајот сватат дека сепак е убаво и двете што се заедно и што припаѓаат на тетовскиот крај од делот на два бреста. Така, од стариот дел на тетово, така. Да. Јас тука еве можеме да погледнеме и фотографии, тоа е од ваши промоции, презентации на вашата поезија и слично, па може и да ги искоментираме во моментот што гледаме. Да, овде е промоцијата на Зелениот капут, трета промоција во Друштвото на писатели, по инсистирање на председателот Велес Милевски да се одржи таква промоција поради тоа што премногу добар одзив најде во Тетово. Ова е наградата која што оваа година ја добив, награда за најдобра песна посветена на липите во Скопје, за која што навистина ми причинува задоволство. Ете, покрај Тетово ние знаеме тетовчанките да пишуваме и за Скопје. Ете го тој зелен капут и ова е мојата стара куќа каде што сум јас родена. Ова е тетовска стара куќа. Да, лоцирана е точно до црквата Свети Кирил и Методи. Имаме гледач, ќе го вклучиме, па ќе продолжиме и со фотографиите, меѓутоа и со нашиот разговор. Еве ова што и го покажавме, Срна. Преубава поезија, од она што имав јас можност да го прочитам од ваша страна, тоа е нешто што досега јас морам да бидам искрена дека не сум го прочитала стилот на пишувањето. И навистина треба да се внесеме, да уживаме и убаво да ве разбереме која порака сакате да ја пренесете. Добро утро, доколку имаме гледач. И дали може да го вклучиме во програма, да му ја доделиме плетенка. Добро ви утро. Добро утро. Како сте ни ова утро? Добро, Слободанка, одлично. Драго ми е. Со вашата гостинка. Да, така. Со поезијата нејзина. Сакате ли вие поезија? Се сакам. Поезија, проза, се. Браво. Во вистински раце денес понеделнички ќе ја доделиме плетенка. Верувајте дека од она што ќе имате можност да го прочитате, еве јас нешто барем успеав да доловам да прочитам, ќе си уживате. Вашите податоци ќе ги оставите во режија и книгата ќе биде тука во Алфа телевизија, се разбира кога ќе имате време, добре дојдени сте, па и вас ќе ве почестиме по едно кафе да се напиеме. Драго ми е што не следите и што се јавивте и убаво е како што кажав, еве, да се сака поезијата, нели? Да се сака поезијата. Ајде малку и за наградите, да не бидеме скромни. Наградите започна уште пред едно 12 години на конкурси кои што ми ги доделуваа пријатели од социјалните мрежи, затоа што ја читале поезијата на Facebook страната и велат ќе ти пратиме конкурс, па обиди се. Меѓутоа требаше да бидат исклучиво на српски јазик. Јас, да, ние сме го учеле српскиот јазик на училиште, меѓутоа не до таа мера да можеме ние нашите поетски стихови да ги претвориме. И некој се појави како, ете, вела, па нема проблем, јас ќе ја преведам, па ти погледни, анализирај дали е се во ред. И започна првата награда, дојде од Дервента, во Република Српска. Кога дома им соопштив, знаете што, јас 5 ноќи не спијав, леле, вела, зарем јас ќе се померам од Македонија, па во Дервента, па каде е тоа, не дека ние него многу ни дојде далечна и многу голема. Да, во Дервента тие имаат традиционален конкурс на тема вихор или прлјача, така им се вика реката, на кој што учествуваат преку 200 поети. Што е голема бројка. И што да ви кажам, како бев пречекана, прво рекоа Македонија, Македонија. И јас велам Македонија, Тетово. А тие велат Тетово, Тетекс, Тетово. Видно знаат асоциацијата Тетекс, Тетово. Тие времења убави, да. И дојде така изненадно со... Тоа беше и првиот чекор за да почнам сите тие некои конкурси на вистина. Не е за пофалба, меѓутоа морам да набројам некои од значајните. Петровац на Млави, златна буква на српската поезија. Таа така носи наслов, каде што навистина бев удостоена со врвни имиња од српската поезија.
Честа и на наша страна задоволство со оглед на тоа дека потекнуваме од ист град. Потоа дојде Раковица. Така, многу награди се нижат. Раковица дојде втора награда, каде што со еден навистина еден значен писател, тој беше прво награден, рече дека не, јас мислам дека твојата песна подобре од мојата и јас велам не, никогаш ние поетите, не, велиме дека сите се убави. Сите песни се убави. Меѓутоа убаво е кога сте така сите барем ако ништо друго заедно на едно место, меѓутоа некој треба сепак да го истакнеме. Како ако ништо друго дека можеби си пишува во негов поинаков стил и со некоја друга, да кажам, поинаква можеби мисла која е преточена во поезија. Јас ја отворив каде што ми се отвори и гледајте каде ми се отвори. Мојата, твојата душа и те сакам. Ајде за те сакам затоа што многу љубовта ни е потребна во последно време, па може ли да ја прочитам ако ништо друго барем нешто. Те сакам сега, ти кажувам јасно и многу гласно и навистина треба да се каже дека се сакаме, да те сакам во текот на денот ако ништо друго барем еднаш. И страстно ти кажувам едногласно, ти си мојата среќа и мој зрак и мирис на полско цвеќе и сонце и месец без мрак и ливада со цвет каде пчелата бере мед и каде се кријат плашливи срни и каде се стојат врани, ги сакам твоите очи црни и образи црвени. Те сакам сега и малку покасно. И кога мислам на тебе, воздивнувам многу гласно. Прекрасно. Благодарам. Славица Давевска-Чировска. Јас сакам сега и пред самиот крај на нашиот разговор да ни кажете малку една друга слика за вас, оглед на тоа дека кога децата имаат ваква учителка, јас можам да замислам колку тие се среќни во својот живот. А тие години, првите години од нашето образование, колку ни се потребни во ова време во кое што живееме. Вие сте учителка. Учителка. Така. Позивот учител е незаменлив со ние си ниту велиме една учителка од времето. Учителка и така барам и така ме условуваат. И ден денеска, значи јас не сум наставничка, јас сум од цело училиште, учителката Славица. Браво. Да си учител е навистина најхуман позив. Учителствувањето треба човек да го поседува внатре, овде. А моите деца постојат во душата, живеам за нив. Верувам. И кога тргам на работа, јас велам, одам на одмор. Децата за мене се благослов. Секоја индивидуа, секој оче што гледа во мене, велам, ова колку дете ме сака. Учителке, те сакам. Само тоа се слуша во училницата. Тоа е прекрасно. Големиот, знаете ли како ме поздравуваат учениците? Не по моје барање. Едноставно, дали тоа хармонија, таа спрега, тој нит помеѓу нас. Така е. Вака започнува секој ден. Добар ден, драга учителке. Како сте? Стојат, станати. Како ние на времето. Да, и некој да гледа и рече, па што сега уште стариве учители така ги терат? Не, тоа спонтано им дојде и јас сега, стоејќи им велам, добре сум, драги ученици, да седнеме. Добре, учителката, да седнеме. Многу е така, благородна работа е да се работи со дечиња, меѓутоа, како што кажав, во денешното брзо време на живење, дечињата со технологијата, со сето она што им го наметнува новото време, да кажам, потребни се вакви учителки, малку барем ако ништо друго, да ги вратиме во некое време во кое што ние сме живеели, или пак да ги знаат оние моралните вредности, а јас сум сигурна дека вие им ги пренесувате и текако. Ви благодарам, така е. Многу благодарам, Искра, дали тука веќе Убаво, завршуваме? ме разнежнихте, да ви кажам право со разговорот. Драго ми е. Да. Реков јас дека ќе ти го разумевам. Така. Ви благодарам многу. Ви благодарам. И почесто ни доаѓате. Ви благодарам.